Катастрофален пораз доживееа фудбалерките на ЖФК Кочани на гостувањето во Битола против тимот на Топ Гол. Нашите девојчиња загубија со резултат од 8:1, со што не ги остварија очекувањата дека ќе пружат добра игра и ќе освојат барем бод. Со поразот токму против битолчанки, кои им се и директен конкурент и кои грчевито се борат за опстанок во лигата, нашиот тим не успеа да се стабилизира во средината на табелата. Останува на 11-тото место со досега освоените 7 бода од 2 победи и 1 нерешен надпревар, а со оглед што до крајот на есенскиот дел престојат надпревари со тешки противници, неизвестно е каков ќе биде крајниот пласман на полусезоната. Следниот надпревар, женскиот фудбалски клуб Кочани ќе го игра на домашен терен против тимот на Деспина Прилеп, кој е еден од кандидатите за освојување на шампионската титула. За разлика од фудбалерките, каратистите од Кочани имаат успех и носат разведрување во спортските случувања. Причина за тоа е што членовите на карате клубот Партизан Мартина Шахинова и Ѓорги Петров обезбедија директно учество на престојното Европско младинско првенство. Таквиот успех доаѓа по добрите резултати на државното првенство за кадети и јуниори што се одржа во Скопје. Шахинова беше прва во категоријата јуниорки над 59 килограми, совладувајќи ги своите 3 противнички. Петров пак во категоријата јуниори до 61 кг исто така имаше одличен настап и по трите победи го обезбеди учеството на надпреварот меѓу најдобрите во Европа. Успех имаа и другите каратисти кои го представуваа нашиот тим на државното првенство во Скопје. Благоја Тасески во категоријата кадети до 52 кг беше второпласиран и освои сребрен медал. Ѓорги Петров во категоријата јуниори до 61 кг и Роберто Здравковски во истата категорија до 76 кг освоија бронзени медали. Со тоа обезбедија и место во државната репрезентација која ќе учествува на Балканското првенство што во декември ќе се одржи во Словенија. Покрај нив на Балканијадата ќе патува и Мартина Шахинова, за која веќе рековме дека освои златен медал и ќе биде учесник и на Европското првенство. Викендов започна на надпреварите и во М14 кошаркарското првенство на Македонија. Во првото коло во Кочани, екипата на Баскет Дино Деликатес ги победи своите врсници од тимот на Вардар од Скопје со убедливи 121:101. Најефикасен играч на надпреварот беше Дино Лазаров, кој погоди 10 тројки и на крајот запиша вкупно 45 коша. Викендов во Србија се одржа и меѓународен џудо семинар под мотото "Промовирај го својот клуб", на кој џудо клубот Гладијатор од Кочани го представуваше тренерот Драган Шекеровски. Семинарот се одржа под раководство на експертот Хироши Катаниси од Јапонија, кој е носител на црн појас 8 дан. Учеството беше во соработка со Џудо Федерацијата на Македонија, а во рамки на обуката за тренери кои ќе работат со деца од 8 до 12 годишна возраст.